Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувани министри, почитувани граѓани, денес сме тука меѓу Прилепчани на една од најфреквентните улици во Прилеп, Леце Котевски, која е од големо значење не само за Прилепчани, туку и за околните места. Започнавме со реконструкција на оваа улица, каде на моје големо задоволство гледаме дека работите на терен се интензивираат. Со замрзано темпо се продолжува со поставување на нов слој на асфалт на улицата, каде се изведува нова пешачка и велосипедска патека во должина од 2 км. Со оваа динамика очекуваме зафатот да заврши во предвидениот рок. Со рехабилитација на оваа улица го подигнуваме нивото на безбедноста во сообраќајот и овозможуваме побрза комуникација со жителите од Прилепскиот регион. Владата на Република Северна Македонија за реализација на овој проект обезбеди близу 800.000 евра. Реконструкцијата на улицата Леце Котевски е дел од проектот поврзување на локални патишта во општините, за што се инвестирани 70 милиони евра, а досега се опфатени преку 140 улици во над 60 општини во државата. Ние инвестираме насекаде низ целата држава, се грижиме за рамномерен регионален развој. Ги подобруваме условите за живот во општините, ја зголемуваме нивната финансиска независност, бидејќи развиени општини значат силна економија. Уште во 2018 година со 50 милиони евра им се помогна на општините да сервисираат 50% од својот долг, со цел да ослободат од долгови, блокирани сметки и со тоа да се стимулира нивниот развој. Со измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, ја зајакнавме децентрализацијата и овозможивме трансфер на надлежностите од централно на локално ниво. Исто така, со измените на Законот за финансирање на единици на локална самоуправа се зголеми и финансирањето на единиците на локална самоуправа преку издвојување на поголеми износи на ДДВ за општините. Преку програмата ТАФ обезбедивме вкупно 94 инфраструктурни проекти низ целата држава, директно насочени кон потребите на граѓаните со вкупна вредност од 49,7 милиони евра. Создадовме услови за реализација на иновативни проекти со проектот ЕУ за општините, во општините Велес, Радовиш, Тетово, Аеродром Врапчиште, Охрид, Струмица и градот Скопје во вкупна вредност од 5,5 милиони евра. Се грижиме и за одржливост. Со проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор се обезбедени средства во вкупна вредност од 25 милиони евра, од кои 5 милиони евра се предвидени за здравствени објекти, а 10,5 милиони евра за проекти во општините. И да не заборавим и уште еден крупен проект кој се реализираше изминатите 10 години, водоснабдување и одводнување на отпадни води, во рамките на кои со средства од 100 милиони евра се сите општини за изградба на подобра инфраструктура за водоснабдување и пречистителни станици. За нас е подеднакво важно и Скопје, и Велес, и Штип, и Битола, и Прилеп. Прилеп го поврзуваме локално и регионално. Проекти зацртани пред години, ние сега ги реализираме. Комплетно го реконструиравме Плетвар, активно го градиме новиот експресен пат Градско Прилеп, целиот овој потек е под силет инфраструктурен зафат. Го градиме активно и експресниот пат Градско Дреново до Фариш, со кој овозможуваме поквалитетно поврзување од централниот дел на државата кон Пелагонија, а ја започнавме изградбата на автопатот Прилеп-Битола, со кој овозможуваме полесна и модерна врска на коридорот 10D до Грција. Изградивме и магистрален гасовод низ цела Пелагонија. Прилепскиот регион е само еден од оние во кои реализиравме инфраструктурна офанзива, бидејќи во сите други региони во државата се гради како никогаш досега. Наш приоритет е изградба на модернизирана патна мрежа низ целата држава и на тоа сме целосно посветени. Од стратешко значење за нашата држава е реализација на европските коридори 8, 10 и кракот 10D, со што даваме огромен придонес во регионалното инфраструктурно и патно поврзување. Вложуваме и во железничкиот сообраќај. Започната е изградбата на железничката пруга на источниот дел на коридорот 8, градиме пруга кон Бугарија, каде досега инвестиравме над 200 милиони евра. Сега се вративме од Белград, каде со српската страна подпишавме меморандум за соработка за воспоставување на брза железничка пруга од Ниш кон Скопје и крак до меѓународниот аеродром во Скопје. За прв пат во историјата на нашата земја се поврзуваме со модерна патна инфраструктура и на југ, и на исток, и на север, и на запад. Дополнително и она што најмногу ги тишти и граѓаните и компаниите е функционалноста на железницата, односно на транспортот, и за таа цел, после 32 години, во Собранието веќе се наоѓа законот кој што е во финална фаза на одобрување за либерализација на железничкиот сообраќај во државата. Досега, знаете дека кај нас имаше само едно претпријатие кое што можеше да обавува железнички транспорт,
за разлика од сите други држави во Европа во кои што транспортот е либерализиран. Тоа ќе го имаме сега и во Северна Македонија и веќе компаниите нема да имаат никаков застој во транспортот на нивните стоки од Солунското пристаниште или од било која друга дестинација до Македонија. Тоа не се празни ветувања, туку се проекти кои што се видливи. Како премиер се грижев и се грижам на секаде каде се гради да има ефикасност во изградбата на нашите проекти. Како мала земја нам ни е потребна силна патна инфраструктура и ќе се погрижам тоа да стане реалност. Само така можеме да се поврземе со регионот и со Европската унија. Република Северна Македонија се поставува на светската економска и патна мрежа. Ние не можеме да се вратиме назад. Пред нас стои исполнување на втората стратешка цел од членството во НАТО, а тоа е полноправно членство во Европската унија. На тоа засилено работиме и тоа мораме заеднички да им го овозможиме на граѓаните. Сакам во оваа прилика и да се заблагодарам на изведувачите и на надзорот кои работат на овој патен правец, на оваа улица во Прилеп. Меѓутоа, ова не е само улица, бидејќи се работи за една многу значајна сообраќајница, која што покрај тоа што ја поврзува индустријската зона во Прилеп, ги поврзува и општините Кривогаштани и градот Крушево, се работи за многу фреквентен пат и навистина е предизвик за изведувачите кои што и работат на пат кој што секогаш се користи за транспорт, бидејќи не постои друга делница по која може да се организира транспортот додека ги изведуваат градежните работи, но сепак како што и тие уверуваат и како што е планот, до крајот на ноември треба да биде поставен асфалтот на целата делница, а подоцна да биде финализирано и зависно од временските услови и тротоарите на оваа значајна сообраќајница. Ви благодарам.